Да, често се случува да заминат или кога веќе, например, оние што заминуваат на практиканство, остануваат некаде и тоа ни дава за право дека и те како нашите млади луѓе се квалитетни и дека се бараат на европскиот пазар. За волја на вистината на преспо форум што одржа минатата недела говорев на една ваква тематика која што беше одлив на мозоци или популарниот brain drain, каде што ние како држава треба да развиеме стратегија. Има постоечка организација која што се бави со одлив на мозоци и има добри искуства кои што можеме да ги црпиме од Ирска и од Естонија. Тоа значи дека првично треба да смениме парадигма, треба да смениме начинот на размислување, дека одселувањето не треба да гледаме како нешто што е негативно за државата, тука како што е позитивно, дека можеме да се мрежиме со луѓе кои што веќе се заминати, да работиме на подобрување на конекциите, на врските и да ги привличаме. Јас сум од таа генерација каде што во моје време многу замина и во Америка и низ Европа, каде што после 7 до 10 години се враќаат назад. И најголем дел од тие луѓе што се враќаат започнуваат бизниси. Ние го гледавме на ниво на Western Balkan 6, каде што најголем процент на патентите што се измислени во државата и во Косово, и во Србија, и во Босна, над 80% се од повратници. Значи, ние треба да работиме како држава како тие луѓе кои што заминале, кои што веќе имаат изградено кариера надвор, да се вратат и тука да го расшират бизнисот. И мислам дека тоа треба да ни биде стратегија каде што не треба да гледаме како пораз, туку треба напред да го гледаме како можност за младите.